Добро утро и од мене. Денеска ќе разговараме со Катерина Колозова. Таа е наша соговорничка на моје задоволство. Директорка на Институтот за општествени и хуманистички науки, редовна професорка по неколку предмети, феминистка, авторка на книги издадени во повеќе престижни светски издавачки куќи, основачка на првите родови студии во Македонија и така натаму, да не минутите за разговор ќе ни отидат ако ги наредиме сите работи што ги работи Катерина Колозова. Добро утро. Добро утро. Фала на поканата. Да. Еве, за почеток сакав да прашам, бидејќи еве на сите тие работи што ги работите, Катерина, би додала и доаенка на феминизмот во Македонија. Така што првото прашање ми се наметнува само по себе, што значи тоа да бидеш феминистка или феминист во денеска овде во Македонија? Сашка, со ова доаен и основачка на родови, ја подсеќаш публиката и мене колку сум стара. Значи, ама добро. Да не бидеме иџисти. Факт е, тоа се факти. И факти што ми даваат перспектива да опфатам еден подолг историски временски период за да одговорам на ова прашање. Да, факт е дека 99-2000 кога се формираше првпат Центарот за родови студии, кој што беше на почетокот самостојна програма на Сорос програмата, и тоа не само локалната фондација, туку и централата, да ја наречам, во Њујорк стоеше за основањето на тој центар. Ние всушност го воведувавме поимот род и родови студии. Дури имавме и конференција на која што се дискутираше дали е тоа соодветен превод на зборот джендер. Се уште се надминува разликите меѓу разбирањето на поимот пол и род. И една од првите конференции што тој центар ги организираше беше токму на таа тема. Преводот на поимот, главно на регионално ниво. Пред тоа на таа конференција следеше еден голем воркшоп со Джудит Батлер, со млади родови, односно научници или истражувачи и активисти од областа на родовите студии од Централна и Источна Европа. Значи тоа беше 2000-та и тогаш Централна и Источна беше единствен регион. Како и да е, да, долга е таа историја и можам да кажам дека тогаш некаде на почетокот на милениумот се лансираше постепено и се устоличи поимот род. Помина долго време, можеби деценија, јас заедно со Жарко Трајановски, морам да кажам, од тој период водев една школа при тој центар кој потоа влезе во еден институт Евробалкан кој потоа згасна. Водев со години школа на неформални родови студии, кај што поимот постепено се востановуваше, се зацрстуваше неговото разбирање и можам да кажам дека стотици годишно сертификати издававме и се обликува активисти и научници, истражувачи, луѓе кои што академски продолжија да се бават со таа проблематика, одбранија магистратури од област на родови студии во регионот, на запад. Брзо потоа и тука акредитиравме родови на магистарско ниво на Евробалкан, па потоа се префрлија на институтот, што сега го раководам, имаме таму родови студии, и додипломски на филозофски факултет. Значи, помина некоја деценија, две на устоличување на поимот и неговото разграничување од поимот пол. Сето тоа беше дел од усвојување кај нас на некоја епистемолошка рамка, како да кажам. Ајде, за обичната публика тоа нема да биде јасно.
терминолошка рамка и начин на разбирање на нештата, кај што поимот род ќе стане нешто нормално разбирливо, а зад него стои нормално тезата дека родот е идентитетска, а не биолошка категорија, дека сме мажи или жени или трет пол или четврти, пети и така натаму на скалата на флуидност или пак и никаков детерминиран. Според собственото идентитетско разбирање, идентитетската изграденост, додека биологијата е релативна. И можам да кажам дека тој процес на некој начин е довршен. Ми се чини дека таквото разбирање сега, барем меѓу младите на поимот род, сега во 21-ва, меѓу младите е устоличен, неприфатен, усвоен. Кирка ми е тинејџерка, јас гледам дека така го разбираат поимот род или джендер, така што нашето општество се има прилагодено на таквото разбирање на поимот и сега веќе таквото разбирање на поимот е, може да се каже, норма. И во мејнстримот политички, во мејнстримот медиумски, во мејнстримот на јавниот говор, па и во мејнстрим културата на секојдневно живење. Мислам, нормално дека имате конзервативни кругови кои што нели го одбиваат таквото разбирање на поимот, односно одбиваат да го прифатат тоа толкување на поимот или на прашањето на родова припадност, но го разбираат како така. Така што А што се случува со исоден, да речеме? Да. А што се случува со разбирање на поимот на феминизмот? За разлика ми се чини дека за разлика од овој поим на род кој што објаснивте нели како кај нас се прифаќаше со помош нели на сите овие школи, обуки и така натаму, но кога се работи за поимот на феминизам ми се чини дека тоа не е таков случај, дека е прифатен. Да, ние, значи, јас намерно го почнав целиот овој вовед со род, затоа што ние ги дискутиравме феминистичките идеи како дел од прифаќањето на концептот на род. Род најпосле нели една од тезите од третиот бран на феминизмот, како да се разбере тогаш нарекуваниот полов идентитет. Значи, ние во сите тие години, зборувајќи за род, ние сме зборувале и за феминизам. Всушност, за цело време сме зборувале за феминизам, затоа што дискусија за родови прашања надвор од термините на феминизмот не постои. Единствената интелектуална традиција која што го обликувала и концептот и начинот на кој што се зборува за тој поим или еве како сега е прифатен и припаѓа на феминистичката теорија или традиција на мисла и активизам. Сега, интересното е дека да, се согласувам, некако поимот феминизам за секојаш остана опасен на некој начин, доживуван како опасен, доживувам како радикален, не само кај нас, затоа што нели сме помалку развиена средина или не знам што, еве пред неколку години вако холивудски звезди изјавуваат јас сум за женски права, ама не сум за феминизам. Или јас сум за феминизам, ама не сум за радикален феминизам. Значи, тоа изедначување на зборот феминизам со радикално, како автоматски секој феминизам да е радикален, и ден денес проблем и не само кај нас, туку глобално, јас би рекла, дури во развиените средини. И сега, тоа што ние тогаш го правевме, значи, јас зборувам за пред повеќе од деценија, тоа што ние го правевме тогаш преку тие школи, обуки, после формални студии и неформални студии, да го приближуваме зборот феминизам и да објаснуваме дека феминизам е едноставно борба за еднаквост меѓу мажите и жените. Не истоветност. Тоа не значи дека мажите се и жените се исто и дека нема идентитетски поинакви разлики.
некои од нив проблематични, да речеме социоекономски нееднаквости во прилог на мажите, но некои од нив кои треба да се афирмираат. Например, имаше на почетокот на 2000-ти беа модерни феминистичко-психолошки анализи на линија на така наречената етика на грижата, која што се изведуваше од мајчинското искуство, независно од тоа дали жената е мајка или не, едноставно го имаме моделот на мајчинската грижа и значи од таму беше изведена цела една концепција каква етика е можна. Или имаше епистемологија на феминистичко стојалиште, дека да речеме жените во истражувањата, научните истражувања, дури кога се трудат да произведат дискурс кој претендира да биде објективен, за секогаш, не жените, феминистките во науката, секогаш имаат на ум дека треба да дадат исказ, описи за своето стојалиште во тој процес. Значи, сакам да кажам, дискусијата за феминизмот и за родот била тогаш обединета. Да. Катерина, сакам да ве прашам сега друго прашање. Како? Сакам да прашам за сега, значи во сегашниот момент во Македонија. Значи, сосема за крај на нашиот разговор, како да се приближи тој поим не само во академските кругови, не само во теоријата, туку во секојдневието, како да се приближи тој поим на феминизам од кој што и ден денес образовани жени кои што имаат успешни кариери се плашат на некој начин да кажат дека се на пример феминистки. Со ова до сега што го кажав, и ако се однесуваше на нешто што некогаш се правело, поентата ми беше дека треба и сега да се прави. Значи треба да се објасни дека феминизам не е ништо повеќе од тезата дека двата пола или рода треба да бидат рамноправни или во случајов два. Дури ако ги вклучиме значи сите овие комплексности на флуидни идентитети, трансжените, односно пред се трансжените, секој оно што се идентификува како жена, значи треба да ги вклучиме во едно голямо поле на жени и тие жени треба да се еднакви со мажите, се едно дали цис или транс. Значи феминизмот е таа специфика има, за разлика од родовите теми, да инсистира на еднаквост меѓу двата рода, па дури и родовите да се мултиплицитетно повеќе слоевито разбрани. Значи и транс да вклучуваат и други видови на флуктуација на родовиот идентитет. Значи еднаквост меѓу мажи и жени. Значи, ако тоа го објасниме, тогаш поимот нема да биде таков баук, нема да ги плаши или одбива жените, затоа што би било јасно дека нема ништо опасно во идејата дека половина од човештвото треба да биде еднаква, рамноправна, не истоветна со другата половина од човештвото. Кога ќе се објасни дека поимот е тоа и ништо повеќе од тоа, ништо пореволуционерно или скандалозно од тоа, мислам дека ќе биде поприфатлив. За такво нешто да се случи, според мене потребни се повторно, затоа што имавме деценија пауза и повеќе, повторно се потребни, според мене, серија на неформални школи, обуки, настани, каде што поимот феминизам ќе се објаснува, ќе се приближува аргументирано, кога ќе кажете зашто се залагал феминизмот низ овие 2-3 века, не постои долго, например, право на глас на жените. Да. Што има тука проблематично, опасно, револуционерно и така натаму. Тоа е една многу едноставна, базична вредност, која што се војувала, за која се војувала во исто време со, да речеме, правото на ослободување на робовите, односно борбата против робството, аболиционизмот. Катерина, ни поминува времето за разговор, за жал, со надеж дека повторно
ќе се вклучите во ова наша програма и во овие наши минути кои што се посветени токму на женските теми. За сега многу благодарам, а понатаму се разбира ќе се слушнеме и за други и актуелни теми. Благодарам и јас се извинувам сега за долгиот опис, ама беше битно и контекст да се даде, ми се чини, на овој отпор кој сега го гледаме.